Зошто Заев пушти разговор на Хари Костов, поранешен министер и премиер од редовите на СДСМ и каква врска има тој разговор со слободата и демократијата? Прашува неделникот Република, кој се сомнева дека тоа е поврзано со хипотекарниот кредит што го има партијата во Комерцијална банка. Неделникот потсетува дека кредитот што на 19 април пред 5 години го зеде тогашниот лидер на СДСМ Црвенковски истече на 19 април годинава. Во периодот меѓу одлуката на Централниот одбор на партијата за продолжување на договорот за кредит со таа банка и потпишувањето на анексот на тој договор за дополнителни нови 5 години, во јавноста се појави уште едно аудио од прислушуваните разговори. Разговор на директорот на Комерцијална банка Хари Костов. Па медиумот го поставува прашањето колку може да биде коинциденција токму тогаш да се случи објавувањето на оваа снимка. Што всушност покажуваат документите објавени во јавноста. Бранко Црвенковски, како единствен представник на договорот за хипотекарен кредит склучен на 26 април 2011 година по одлуката на кредитниот одбор на Комерцијална банка, во април 2011 година ја задолжува партијата за 1,6 милиони евра. Според овој договор, СДСМ и Комерцијална банка спогодбено ја определиле приближната вредност на недвижниот имот на 2 милиони евра во денарска противвредност. Кредитот беше подигнат за да може да се финансира изборната кампања, што предизвика реакција во јавноста околу легитимноста на таквиот вид финансирање, со оглед на фактот дека изборниот закон не го дозволува тоа. Одлуката да се земе хипотекарен кредит донесена на седница на Централниот одбор на СДСМ на 20 април годинава. Овие пари се дел од рамковниот хипотекарен кредит земен од Комерцијална банка. Вкупната вредност на рамката е 1,6 милиони евра. Ке повлекуваме пари во зависност од тоа како ни требаат. По парламентарните избори таа година СДСМ го прикажа кредитот од Комерцијална банка како донација, но Државната комисија за спречување корупција не го прифати тоа, ниту сметаше дека е дозволено кредит да биде извор на финансирањето, па поднесе кривична пријава. Истата пријава подоцна била стопирана. Кредитот Комерцијална банка е земен и за изборите во 2013-та. Од тука, неделникот ја наметнува дилемата дали Заев и СДСМ парите од обновениот кредит повторно противзаконски ќе ги користат за финансирање на изборните кампањи за предстојните предвремени парламентарни и локални избори. Од Социјалдемократскиот сојуз одговорија: Текстот во Република пренесуван од медиумите под контрола на Никола Груевски само потврдува дека СДСМ како партија на граѓаните, како и сите други граѓани во Република Македонија се финансира согласно законските прописи во државата, од чланарини, донации и преку кредити. Сето тоа е во рамките на позитивните законски прописи. Инаку седиштето на СДСМ всушност е државен имот кој го добива во 1993 година со неколку управни постапки со замена на земјишта и уписи водени во град Скопје, катастарот и во Министерството за финансии. СДСМ го добива имотот без никаков надомест кој изминатите 5 и следните 5 години ќе биде под хипотека во Комерцијална банка. Овој државен имот претходно бил на користење на Министерството за наука, Рударскиот институт и на Министерството за култура.